Ако бугарскиот преседан кон Македонија продолжи да се храни, ќе стане плодна почва за нови такви во иднина. Нашето место е во Европската Унија, но согласно постигнувањата и критериумите од Копенхаген, државава не смее да продолжи да биде жртва на непринципиелни билатерални уценувања, порача претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова по средбата со својот црногорски колега Јаков Милатовиќ, кој е во дводневна работна посета на Македонија. Според нејзе членството на Западен Балкан во ЕУ не е само иднина, туку треба да стане реалност. Повикав и насето чекорење кон ЕУ да биде во рамките на она што се нарекува европско уставно право. Многу важно е, бидејќи еден преседан, доколку се храни, ќе отвори или ќе создаде плодна почва и за нови преседани. Значи, инсистирам на еднакви стандарди. И двајцата претседатели се согласија дека меѓусебната соработка на двете држави е и повеќе од добра, но има сериозен потенцијал да стане уште подобра. Пред се во делот на туризмот и економијата ќе се работи на авионска линија од Скопје до Подгорица или Тиват, а целта ќе биде трговската размена која што во моментов е на 68,5 милиони евра, да се зголеми на најмалку 100 милиони во наредниот период. Ние сме согласни дека економската соработка е под потенцијалот и дека трговската размена, што денеска е на ниво од некои си 60 на милиони евра, може да биде значително повисока и дека треба да тежнеме во наредниот период таа да достигне износ од барем 100 милиони евра. Црна Гора и Македонија годинава одбележуваат 2 децении од дипломатските релации. Милатовиќ на македонски јазик реши да се заблагодари, велејќи дека државава била една од првите што ја признале независноста на неговата земја. Уште еднаш благодарам за гостопримството и пријателството што денес го чувствуваме во Скопје. Во рамки на посетата на Милатовиќ на Скопје беше потпишан и меморандум за соработка меѓу младинските совети на двете држави и двајцата претседатели кажаа дека тоа е многу важно, бидејќи во младите е иднината. Милатовиќ покрај со Силјановска-Давкова се сретна и со собранискиот спикер Африм Гаши. Своје обраќање имаше пред пратриците во собранието, а положи свежот свеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас.